Почитувани гледачи, денеска ве водиме во погонот на Сара Вита, поточно на местото каде што се произведуваат дел од производите, односно таблетираната храна на Сара Вита. Зборуваме со господин Лазар Велјановски, кој е директор на Сара Вита. Добре дојдовте во емисијата Без рецепт. И еве на самиот почеток, кажете ни, се наоѓаме во период на пости, каде што човечкиот организам се изложува на големи стресови заради невнесувањето на храна соодветна, барем така луѓето мислат. Кажете ни, дали можеме со Сара Вита да го отпочнеме постот и да немаме никакви проблеми? Благодарам на прашањето. Во суштина постот го сваќам како одраз на мудроста на нашите предци, кои што немале друг начин како да му објаснуваат на луѓето дека во одреден период треба да малу да подзастанат со користењето на маснотиите во организмот и да му дадат шанса тој да почне на некој начин да своето прочистување и детоксикација да го врши на најсоодветен начин. Ние долго време работиме на производ кој што на некој начин ќе им помогне на луѓето наједноставен начин да го поминат овај период на постот. Сара Вита во својот состав, покрај другите состојци, медот, прополисот и јаболкото, јаболковата киселина, значи за кој што нема ни потреба да се зборува за нивното делување и начинот на делување. Овде во концепт на постот сакам да ја споменам пергата, која што е темел на производите на Сара Вита и на Сара Вита во исто време, и бидејќи пергата која е продукт на поленот со еден сложен процес, добиена со еден сложен процес на ферментација, во себе содржи протеини над 40% заедно со другите состојци во Сара Витата, кои што се најдобрата замена за отсуството на внесување на протеините од животинско потекло, кои што луѓето ги конзумираат во другите разни периоди. Тоа е едната работа која што би сакал да ја споменам, а другата е во тоа што значи Сара Вита помага во тој период за многу поквалитетна и побрза и адекватна детоксикација на човечкиот организам, што е една од најбитните работи ако знаеме дека ако успееме да го испразниме желудникот и цревата од баластот кој што бил во претходниот период, тогаш сме го направиле најдобриот чекор за зајакнување на имунолошкиот систем на човечкиот организам, а тоа го правиме со Сара Вита. И најбитно е да напоменам во овој случај, во периодот на постовите, покрај она утринска доза, која што ја препорачуваме од 3 супени лажици, која што треба да се земе најмалку барем половина час пред првиот оброк, се разбира од која ќе се направи она сопствената тоалета, од која човек ќе се измие, па ќе ги отстрани бактериите од устната шупнина и така натаму. Значи целата друга работа ќе се ја направи Сара Вита. И сега во овој период е многу битно да преку денот се направи се направи во една флаша или поединачно во чаша, доволно е по една супена лажица, па макар и помалку, да се стави во една чаша од 2 децилитри вода и така чиста вода да се испие, и тоа ќе помогне двострано, од една страна да се изврши детоксикација на интестиналниот тракт, а од друга страна да му се помогне на бубрезите кои што на некој начин нивната функција на прочистување оди како сунгер,
сега во овој случај му треба само мала физичка активност преку денот. Значи нема потреба од некое оптеретување, истоштување од физичка активност. Доволно е во еден ден за време на постот луѓето да си посветат барем половина сат физичка активност, меѓу која да обрнат внимание и на дишењето, бидејќи градниот кош со вдишувањето и издишувањето врши едно му дава дополнителна можност на организмот за вибрациите што треба да ги направи, да ги поттикне органите да функционираат како што треба. Почитувани гледачи, денеска ве водиме во погонот на Сара Вита, поточно на местото каде што се произведуваат дел од производите, односно таблетираната храна на Сара Вита. Природната таблетирана храна или припато програмот, како што ние го нарекуваме, е конципиран така да на луѓето им помогне да во периодот на ова динамика на живење, каде што се нарушува биоритамот, природниот биоритам на луѓето, присилно, така да речам, ова е единствена можност луѓето да ги конзумираат овие таблети како меѓуоброк или замена за еден оброк, за кога ќе стигнат дома на онај традиционален ручек, кој што веќе постепено се померува сега во подоцните часови, да не бидат гладни, да не го истоштуваат организмот, туку да се најди форма да бидат обскрбени со енергија, витамини, минерали, ензими, сето она што му е потребно, за кога ќе стигнат дома да можат да не се прејадуваат. Таблетите, ние ги по нутритивната вредност ги комплетираме така да 5 таблети да можат да заменат еден оброк. Овие таблети што ги држам во рака се на база на уров. Уровот е познат и од давнина, и нашите стари го користеле. На биковите кои што требале да денес цел ден да ораат, тие му давале еден грс уров и тие можеле безпрестанок да работат цел ден. Ние имаме најдено таква форма, спрега на уровот со јаболкото и други состојци од нашето еколошко подрачје, и со тоа овие таблети помагаат за прво за релаксирање на организмот, ја подобруваат перисталтиката, кај жените го подобруваат либидото и чувството на бодрост, а кај мажите, меѓу другото, ја зголемуваат и потенцијата. Произведуваме и други таблети кои што се на база чисто јаболко. Јаболкото, не би сакал да се повторувам која е вредноста на јаболкото, меѓутоа нашата улога е ние што повеќе да му ги задржиме природните состојци. Овие таблети не се за голтање, туку се за џвакање, со тоа што кога ќе ги ставите во уста, може да постојат прво да ги и со тоа се предизвикува лачење на појачано лачење на плюнката, што е доста битно за ферментирањето на ферментационите процеси што понатаму ќе се јават при самото конзумирање. Кивавица, настинка, болно грло, симптоми на грип, резултат на намален имунитет. Заштитете се навреме. Земете Сара Вита, сосема природен производ, без конзерванси и додатоци.
Добре дојдовте, почитувани гледачи, во најновото издание на емисијата Без рецепт. И за денеска екипата на Без рецепт се погрижи да подготви интересни информации и содржини со кои ќе го задржиме вашето внимание следните 15 минути. Да ги проследиме. Имунолошкиот систем е многу важен за човековото здравје, затоа треба да се внимава каква храна и пијалаци се внесуваат. Во продолжение на оваа емисија ќе зборуваме за имунолошкиот систем кај децата. Најчесто во овој период имаме респираторни инфекции, поготово на горните дишни патишта, кои за несреќа знаат многу често се спуштат и на долните дишни патишта и да има доста компликации, пропратени со бронхити, бронхопневмонии, кои најчесто сте од вирусна етиологија, меѓутоа може да бидете од бактериска етиологија со потешки форми, така да третманот на нив е поспецифичен, барат и болничко лекување, така да во корелација со нашето оделение и со клиниката и Козле имаме доста добра соработка, се трудиме да ги разрешиме тие проблеми. Меѓутоа, од моето согледување во овој период гледам дека уназад и доста години кај нашите деца, за жал, имаат многу намален имунитет, односно немаат адекватен одговор на надворешните влијанија на агенсите и доаѓа многу до чести рецидиви на овие патолошки состојби. Ние сега пред 2 месеци скоро имавме педиатриски конгрес во Охрид, на кој што беа елаборирани и овие прашања и сме на мислење дека комплексен е проблемот за имунолошкиот одговор кај нашата популација и многу фактори допринесуваат за тоа да дојде до заболување. Најчесто сите зборуваме кога бевме ние деца, бевме поздрави и така натака од самите родители, што е и точно до некој начин. Меѓутоа, начинот на живот, начинот на социјалните услови и културата на живење беше поинаква кога ние бевме помалечки, така да природниот тек на организмот си наоѓаше свој одговор. Самиот организам, само исцелувањето го прави на свој начин, меѓутоа, ние треба тоа да го помогнеме со некои надворешни влијанија, кои за жал сега тие надворешни влијанија го одмогнуваат тој одговор позитивен на организмот и доаѓа до овие сиве, да речам, почести инфекции, патолошки состојби, многу пати нејасни, пропратени со потешки симптоми, со високи фебрилности, со кашлици кои пролонгирано и покрај антибиотската терапија перзистираат. Најновите сознанија од Светската здравствена организација во овој контекст би рекол дека е погубен за ова патологија и за оваа популација, затоа што се смета дека за 40 до 50% се зголемени антибиотиците во овој период на давање, а да речеме вирусите за жал не реагираат позитивно на антибиотската терапија. Со тоа создаваме резистентни соеви, го ослабнуваме природниот имунитет кај ова патолошка групација, да речем до 3-4 години возрастна група која знае да одговара многу бурно на овие сензации. Така да имат и други фактори кои влијаат за имунолошкиот одговор кој што не е адекватен, така да речем биоритмот е многу пореметен кај младава генерација, ќе тргнеме од банални работи, спиењето. Спиењето е еден фактор кој е битен за регенерација на организмот. Да речем од 10 до 2 сатот, тоа е позната, теоретски докажана и практично појава дека тога се врши регенерација на сите оштетени делови преку ден. Нели и нашиот народ викат, спие, детето расте.